Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравие на Радио Слободна Македонија. Тема на денешното издание на Здравие е старите лица, старењето и третманот, болничкиот третман на оваа категорија на граѓани, а мој гостин во студиото е доктор Ленче Нелоска, директор на јавната здравствена установа Геронтолошки завод 13 ноември Скопје. Доктор Нелоска, околу статистиката се осврнавме пред рекламите, меѓутоа пред 10 дена одбележавте значаен висок јубилеј, 58 години, Геронтолошки завод 13 ноември во Скопје, установа која толка временски период веќе успешно функционира и како што споменавте и впрочем и фактот е таков дека е единствена ваква установа во јавното здравство во Република Македонија. Каде беше пред 58 години Геронтолошкиот завод, а каде е и сега, имајќи во предвид фактот дека една декада, впрочем, сте начело на оваа институција? Како и секоја година на 13 ноември, ние со мали прослави обично го одбележуваме нашиот патронат. Го одбележуваме така што секогаш внимание посветувам на нашите вработени, на целиот персонал и здравствен и технички административен персонал. Доделуваме јубилејни награди секоја година за 10, 20, 30 години на стаж. Секоја година бираме еден работник на годината. Има некоја финансиска мала награда, нели, со тоа стимулација, не е некоја драма тоа, меѓутоа е момент кој што нели си посветуваме внимание сами на себе и го одбележуваме нештото што го работиме, годината претходна како била, како поминала, што треба следно да правиме и така. Така да мислам дека тоа е еден убав настан кој што после го споделуваме нели со нашите пријатели од секторот здравство, сите кои што нели на некој начин имаат дел од живеењето просто на институцијата. На нашата институција сме горди од повеќе причини. Прво е единствена јавна здравствена установа за долготраен престој во Македонија, меѓутоа и во регионот нема слично. Со тоа можеме да бидеме горди дека во регионот, па дури и во Западна Европа, установите за долготраен престој и за долготрајно лекување на стари лица не се конкретно вклучени во здравствениот систем и не ги користат бенефициите комплетно на здравствениот систем. Најчесто тоа се институции како геријатриски центри или nursing homeови, домови за стари лица, а во Македонија имаме и домови нели за стари лица. Меѓутоа, во Македонија, онаа категорија на лица кои што имаат сериозни здравствени проблеми, се сместуваат во Геронтолошки завод, каде што има 24 часа грижа од доктор специјалист. Така, лекарски надзор. Специјалисти од најразлични области, имаме од интерна медицина, од неврологија, психијатрија, физикална терапија. Јас сум дерматолог со уште една колешка. Имаме еден мултидисциплинарен тим кој што е по врвните препораки и на Светската здравствена организација и на сите специјализирани здруженија, европски и светски, каде што вниманието кон оваа популација треба да биде мултидисциплинарно, меѓу различни специјалности и мултипрофесионално, односно различни професии вклучени. Освен доктори и медицински сестри, физиотерапевти, здравствен персонал, кај нас се вклучени социјални работници, психолог, свештеници по потреба. Буквално сите аспекти и сите потреби на кои што можеме да одговориме за нашите пациенти, за да добијат подобар квалитет на живот. Така и за доброто на пациентот. И на пациентот и на неговото семејство, затоа што пациентите во нашата установа најчесто доаѓаат во некоја терминална фаза на болеста, каде што лекувањето е неизвестно, односно скоро и невозможно. Треба да се обезбеди адекватен квалитет на живот на тоа ниво на здравје кое што го има пациентот, со покривање најмногу што се може на сите негови потреби. Така да почетокот на Геронтолошки завод бил старски дом. Така.
Димитар Влахов се викал, старскиот дом бил во Катланово сместен, да со годините на подоцна, да кажам, да не ја раскажувам сега целата историја, кој сака може да види на нашата веб страница, е така, тоа детално напишано, да. Значи неколку домови се здружуваат, и да конечно она што е најважниот момент е да во 1990 година геронтолошкиот завод е влезен во здравствениот систем, односно е трансформиран во здравствена установа. Така да тоа е еден бенефит за кој што треба да бидат свесни нашите граѓани, дека надвор од Македонија ваквиот тип на грижа не е здравствена, туку е социјална, евентуално сестринска грижа. Така, значи лекар нема 24 кој го часа. споменавте дека сме единствена ваква институција во поширокиот регион, така? Да, во Америка има некои примери вакви, а меѓутоа тоа се апсолутно приватни институции и се многу скапи. Така. Кога ги споменавте вработените дека е мултикомплексен третман на еден болен, колку вработени има во моментот јавната здравствена установа Геронтолошки завод? 260 вработени имаме, од кои што 28 се лекари, 80 медицински сестри, околу 50 негователки и се другиот дел не би така, можела. доволно ли е овој број на вработени да одговори на потребите на 180 пациенти болнички кои се третираат? 350. Да. Во... Значи, сега 180 беа во гериатрија. Само гериатрија се 180, така. Сега да, значи, многу сум задоволна што еве пред 2 месеци добивме согласност од Министерството за здравство и добивме 40 негователки. И сега имаме апсолутно персонал, значи да се покријат сите аспекти за овој капацитет кој што го имаме. Така. Значи имаме оптимален број на персонал. Бидејќи подолго време ја следам работата на Геронтолошкиот завод, имавте и фази на реконструкција, реновирање, бидејќи споменавте дека од поодамна веќе сте во тие простори. Што се е направено изминатиот период, еве, откако сте на чело на оваа институција? Значи, зградата гериатрија е изградена 1980 година негде. Одлична зграда, одлична конструкција по сите стандарди, меѓутоа јас кога дојдов во 2007 година беше во една руинирана состојба што беше белек еден за сите здравствени установи во Македонија. Односно одраз на нашата негрижа во смисла на одржување на тоа што веќе го имаме. Така што денеска Геронтолошки завод има веќе сосема поинаков лик. Значи ние влеговме во планот за реконструкција на здравствени установи на владата и во 2011 година значи се започна со реконструкцијата, околу 800-900 евра, значи негдека беа инвестирани, со тоа што беа реновирани комплетно 4 ката за пациентите, болнички простор, значи, и комплетно нашата кујна и магазинските простори. Значи, каде што веќе имаме еден многу висок квалитет на сместување на нашите пациенти. Она што ние сами како институција, значи, можеме исто така да се пофалиме дека за овој период се инвестирани над 700.000 евра од сопствени инвестиции, значи зборам, на тој начин што обезбедувавме донации од најразлични видови, се заштедуваше од нашите средства, па ги инвестиравме таму каде што ни беа потребни во смисла на опрема, на се она кое што е потребно за работата на институцијата. Се отворија амбулантите во меѓувреме, кои што за прв пат на таа територија се отворени и сега веќе работат од 2009 година наваму и имаме околу 15.000 пациенти годишно, значи поминуваат низ нашите амбуланти. Да, зборуваме за пациенти од тој регион на Скопје, но и од цело Скопје, исклучувајќи ги оние кои се хоспитализирани пациенти, така? Да, значи годишно имаме околу 2000 хоспитализации, околу 2000 пациенти биваат хоспитализирани во болничките делови на установата. А во амбулантите поминуваат над 15.000 пациенти, претежно се од Скопје, меѓутоа имаме и од цела Македонија.
Кои специјалности ги имате во амбулантите кои ги споменавте? Значи доминантна е интерната медицина, со тоа што имаме нели и ехо прегледи, ехо денови за ехо на стомакот, на бубрежен систем, на срце, на каротиди, доплер на периферни крвни садови, имаме ендокринолошки кабинет, односно диабетолошки кабинет кој што е врзан во мрежата на Да, апсолутно во мрежата на Министерството и на ендокринологија. Имаме дерматолошки кабинет, психијатриска, невролошка, психолог исто така кој што работи со пациенти, физикалната терапија е исто така отворена кон надвор, во 2 смени работат физиотерапевтите. Сега купивме нови апарати, се зајакна значи тој капацитет на апарати кој што е потребен за физикалната терапија. Центарот за декубити е нешто кое што функционира од 2011 година. Имаме екипа која што оди на терен во посета, во домашна посета, значи на пациентите. Значи дел од семејствата не сакаат да сместуваат нели во институција, се грижат дома за своите блиски. И ние даваме целата стручна помош која што им е потребна нели од тој аспект. Имаме уште една екипа за палијативна грижа која што дома посетува и дава терапија на пациенти со малигна болест. Сега тоа е еден дел кој што треба да се зајакнува, да кажам, тој број на тимови кој што е потребен. Бидејќи се зголемува бројот на пациенти и потребите потребите растат, така да тука е нешто кај што треба да се фокусираме во следниот период.